Битола, преку незиниот, сега веќе помилуван градски татко, веројатно плаќала поскап превоз за ученици во светот и од градоначалникот на Токио. Аналогно на зборовите на специјалната обвинителка Фатиме Фетаи, кој произлегува од очигледната политичка хајка против Владе Талевски, дека Битола плаќала превоз поскап од Токио. Тогаш врз основа на факти и докази можеме да заклучиме дека општина Струмица и единствениот актуелно помилуван политичар Зоран Заев плаќале дупло поскап превоз за ученици од едно Токио. Ово е доволна причина и Фатиме Фетаи, но и целиот тим на Катица Јанева да се откажат од политички хајки во Битола и да се насочат во Струмица, односно во општината во која превозот на ученици се плаќа дупло поскапо од едно Токио. Погледнете ги овие фрампантни предплаќања на превозот на ученици. За релацијата Радовиш Калугерица Струмица во должина од 34 километри, општина Струмица плаќа неверојатни 230 по ученик, а исто толку долга релација од Битола Бучим, општина Битола, плаќа само 94 денари, или скоро 2,5 пати помалку од општина Струмица и Зоран Заев. Значи, општина Струмица плаќа 230 денари, а за иста должина на релацијата општина Битола плаќа 2,5 пати помалку, односно 94 денари. Погледнете го ова. Општината Струмица за двојно пократка релација плаќала двојно повеќе споредено со општина Битола. За релацијата Нова Мала Добрашинци Струмица, што е во должина од само 15 километри, општина Струмица плаќала 105 денари по ученик, додека општина Битола за скоро дупло подолга релација од Битола до Подино плаќала повеќе од двојно пониска цена по ученик од Струмица или 49 денари.